Добар и убав ден, драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. Јас сум Дејан Христовски, водител и автор на ова готварско шоу, а на денешното мени идеална комбинација за идеална порција. Гледајте не затоа што веднаш почнувам. На денешното мени, како што најавив, бранцин. Гледате сега што ќе направам. Ќе го изфилирам, ќе извадам убави филети, ќе ги чистам од кожата и ќе ги завиткам како мал ролат, ќе ги завиткам во најлонска фолија и ќе ги ставам на пареа да се обработуваат. Додека тоа се обработува, ќе направам еден превкусен гарнир од зелка, ќе ви покажам како, и на крај ќе издрендам варен компир, ќе го измешам со зачини, малце брашно и ќе го испржам на маснотија и ќе добиеме една убава плескавица од рендан компир врз која ќе ги ставам парчињата риба. Од остатоците на рибата, како и секогаш, ќе ги искористам и ќе направам превкусен рибен фонд или сос. Ајде прво, оштар нож, секогаш, рибата, дигнете ја горната перка и засечете ја рибата до рбетот. Ете така. Со ножот, многу внимателно, засечете и пратете ја коската. Многу едноставно. Што добивме? Истата постапка и од другата страна. Еве и другата филета е готова. И другиот филет. Сега, рибата ќе ја исечам вака и ќе ја ставам во вода полека да си се обработи термички. Овој дел кај стомакот на рибата, кај што се и перките, исто така го отстрануваме. Сега, засечете малце, фатете ја кожата и многу внимателно лизгајте со ножот, меѓутоа стискајте надоле за да извадиме само кожата. Ќе ја додадеме и кожата. Земете едно парче од филетот, посолете го добро и капнете неколку капки масло. И сега видете што правиме. Ја виткаме рибата вака. И завиткајте убаво во најлонска фолија. И направете го ова. Сега истото ќе го направиме и со
другото парче риба. Малце сол. Капка зејтин. И истата постапка. Свиткајте ја, можете и вака со прстите, па преклопете и затворете со најлонска фолија. Врзете и наместете температурата на рерната на 55 степени или максимум 60. Ставете ги 20 на минути, 30 максимум на таа температура. Зошто? Затоа што протеинот на рибата е навистина многу мек и не му треба долга и јака термичка обработка, него едноставно на оваа температура од 55 или 60 степени месото на рибата ќе биде меко, сочно, а комплетно термички обработено и здраво за конзумирање. Еве јас ќе го наместам на 25 и ќе проверам кога ќе биде готово дали е добро, ако не ќе продолжам уште 5 минути што ќе биде сосема доволно. Додека рибиниот бујон си се готви, ја додадов само сол внатре. За да го разубавам вкусот, ќе додадам и неколку листови ловор и ќе додадам бело вино. Додека се готви. Кога ќе испари половина и кога ќе го добиеме вкусот на рибата во самиот бујон, тогаш ќе го прецедам, ќе го редуцирам и на крај ќе го згуснам. Одлично. Зелката. Исечете од зелката убаво дебело парче. Ова не го фрлајте, чувајте го, тоа што све чини пари. Сега, во загреано тавче ќе додадам масло. Зелката исто така ќе ја намастам убаво. Кочанот намерно го оставам внатре со цел да го држи овој стек од зелка комплетно, да не се распадне. Додаваме сол, бибер и премачкуваме. Истото го правам и од другата страна. Сол, бибер и премачкуваме. Откако ќе добие убава кора од двете страни зелката, ја префрламе во рерна да се допече и тогаш ќе ја зачинам со црвен пипер, со ситно сецкан лук и малце кумин или ким. Еве ја сега зелката и не ја чепкам. Сигурно 10-12 минути од едната страна, 10-12 минути од другата страна, а потоа ќе ја ставам во рерна на температура од 250 степени, што значи тоа од одзгора и од оздола ќе удира топлината, ќе навлегува полека и во внатрешниот дел, меѓутоа од озгора ќе има многу убава кора и се надевам дека ќе испадне баш онака како што треба. Премачкајте ја зелката, шубаво се испече, со крем од балзам. Убаво од сите страни. Дозгора ќе додадеме малце црвен пипер, малце ким, и ситно сецкано лукче. Половина е доволно на едната страна.
дадеме уште малце од балзамот. Одлично. Сега, многу внимателно, зелката свртете од другата страна, исклучете го шпоретот и истата процедура. Малце ким, малце црвен пипер. Половина од лукчето. И повторно ќе премачкам. Колку убаво мекната од пржењето, сега кога се подпече, има да биде за мера кеве како изгледа. Ова е комплетен оброк, драги мои. Вистинско задоволство и да се сготви, а и да се јаде. И сега ќе го ставиме на температура од 250, не повеќе од 7-8 до 10 минути максимум, уште малку да подпече и да карамелизира кремот. Сега имам 2 компира, сварени претходно, оладени, и сега ќе ги изрендам. Директно во ова ќе ги изрендам. Откако ќе го изрендам компирот, ќе зачинам со сол, бибер, ќе додадам малце брашно и ќе додадам малце сумак. Ќе измешам смесата и на средна температура, на веќе загреано тавче, ќе додадам малце масло, ќе направам една голема плескавица колку што е тавчето и на средна температура полека ќе ја пржам се до оној момент додека не добиеме убава златна или румена боја. Не треба многу да го стегаме компирот да стане како пире. Треба да биде баш онака не скроз измешан. Малце сол, малце бибер, брашно, меѓутоа не многу. И соединете ја целата смеса. Тавчето е веќе загреано и ќе додадеме масло. Одлично. Бујонот се редуцира и веќе го има вкусот на рибата, што навистина ме радува. Ова е сосема доволно за една. И сега поклопуваме и нежно стискаме. Додека едната плескавица од компир се пржи, јас ќе ја направам другата. Истото направете го и вие, нека биде спремно. Чим ја извадите едната, избришете го тавчето со салфета, ставете да се загрее, повторно масло и истата постапка. Еве го, вака многу лесно ќе излезе. Ајде сега да го процедиме бујонот и да го направиме сосот. Сега ќе го ставиме повторно на оган и што ќе направам? Прво ќе го пробам. Одлично. Ау, браво. Многу вкусно. Во ладна вода ќе додадам нишесте. И додека го правам финишот, сосот ќе се згусне. Одлично, бел, убав сос. Обично се прави велуте со бешамел, меѓутоа може и вака.
вака е исто така убаво затоа што го имаме нели целиот вкус. Опа, еве го одлично. Уште малце. Готова е изелката. Само да ја извадам. О, браво. Колку добро изгледа. Ќе оставам овдека, додека другите работи не бидат готови. И сега, ова од компирот, ќе го ставам на хартија за печење. Со модла. Ќе исечеме од компирот. Супер. Ќе ги извадам двете парчиња риба. Погледнете. Убавина. Ова да го пробам дали е добро на сол. Чак си направам уште едно. До толку се вкусни. Што правиме сега? Ќе ставиме во средина. Ова ќе отрнам на страна. Сега од рибата ќе истече вишокот на течност, што е нормално. И сега гледа вака, ќе го стиснеме полека парчето риба. Ќе внимаваме да не го уништиме. О, супер. Истото ќе го направиме и со другото. Ми се допаѓа. Земе власец. Само со оштар нож се сецка власец, затоа што само тогаш ќе добиете мали парченца со дупче внатре. Ако ножот е тап, ќе го згмечи власецот и ништо нема да направиме. Ова е сега како дополнителен вкус што ќе го додадам во сосот. Ќе земам кисецка малце за начинијата дополнително од озгора. Дадеме во чинијата. Дадеме малце црвен пипер. Двете парчиња риба ќе ги ставиме вака. Дадеме од сосот да има насекаде во чинијата. Беле прозирене, црвеното ќе му даде убава нијанса. И тоа е тоа, драги мои. Сега во еден друг сат додадам тахини. Лимон. И малце водичка. Одлично.
ставиме во средината. Узелката многу добра. И ќе ставиме од озгора. Ќе додадам малце сумак, кисел зачин и власец. Тоа е се за денеска, драги мои. Се надевам дека ви се допадна и дека ќе го направите и вистински ќе уживате во вкусот на овие две убави јадења, топло пред јадење со зелка и риба изфилирана и завиткана како мали ролатчиња. Нека ни е на здравје. Риба си е риба. Едноставно, денешната порција излезе совршена. А вие, драги мои, направете и вистински уживајте заедно со вашето семејство. Ако нешто ви недостига, секако посетете нашата веб продавница 4сезони.mk и одберете се што ви е потребно за да може да сготвите се што ќе посакате. Поздрав до моите пријатели од специјалистичкиот центар за медицина и рехабилитација, ПЗУ Ива Беланова во населба Лисиче и секако салонот за убавина Дермапјур, каде што доктор Зана Христовска ќе направи не само да се чувствувате убаво и младо, него и срекно. Ве поздравувам, имајте убава и пријатна вечер.